За над 150.000 верници од регионот денес е преображение Господово. Христос на планината Тавор се појавил во сета негова слава пред апостолите Петар, Јаков и Јован. Во таа прилика се појавиле и пророк Илија, кој бил жив земен на небото, и Мојсей. Светиот пророк Илија зборувал за славата Христова која доаѓа и најнапред неговите страдања и за славата која ќе има. Традиционално на денешен ден верниците ги посетуваат Божјите храмови, од длабоко верски и лични причини. Голем празник, да то се вика преображение, преобрази се, значи живото на по-добро. Па кога се може, дојдем. Да запалиме свекичка за здравие. Посветувам го, запалам свекичка за здравие, помолам се на Господ, да. Освен во Штип, за здравје и среќа денес се молеа и делчевци. Убав ден, денес преображение. По Германија работам, така да кога дојдеме, доваѓаме редовно, да. Преображение всушност не учи секој од нас да се издигне на сопствениот табор, да се преобрази од човек во Бог. Црквата денес не кани да ги отвориме дверите на нашето срце, за таму да го населиме Бога и сите луѓе, да подариме повеќе љубов, да се преобразиме не само себе си, туку со својот пример и сите околу нас. Заедно со црковната кај народот се почитува и друга традиција. На преображение за прв пат во годината се бере грозје и се носи во црква, каде свештеникот по молитвата го благословува. На овој празник традиција е да се осветува, се благословува и новиот род од лозовите наслади, грозјето кое после литургијата по причестувањето на верниците, бидејќи се уште богородичните пости се причестуваат и по благословувањето на грозјето се вкусуват гроздовиот плод. Таков е адето, денеска грозјето се осветувало и до овој ден не се јадело грозје. Те викат да се носило за здравие, за да се родило бирикетли, не знам колко е, така е останало од стар. Освен ова, меѓу луѓето постојат и други верувања поврзани со овој ден. Преобрнува се више нека е зимо, сменува се времето, тоа е преображение. Оние кои постат на денешен ден ја примаат светата причест, како вовед во големиот празник Успение на Пресвета Богородица.